мултикултурализмот е навистина една широка тема и нешто кое што не засега сите. Па кога зборуваме за односи на заедниците, кога зборуваме нели за перцепции, надежи, стравови, предизвици и решенија, секој од говорниците преку своји видувања и своји искуства веќе го понудија тоа. Така што јас ќе зборувам најверојатно она што јас ќе го кажам ќе биде како на некој начин сиже или сумарно збир од она што веќе го слушнавме, значи за потребите. Да, мислам дека сите се согласивме дека е потребно заемно разбирање, дека е потребна соработка, дека е потребно почитување во градење на мултикултурно општество, дека е потребна посветеност и заедничко действување против штетните општествени појави кои деградираат не само демократијата во нашата земја, туку и пркоси на фундаменталните човекови права. Значи, потребни се солидарност, меѓусебно помагање и разбирање, наспроти она што за жал е наше секојдневие, нетолеранцијата, дискриминацијата, предрасудите, поделбите. Мислам дека ќе се сложиме и во тоа најголема улога имаат медиумите, тука се дезинформациите, пропагандата, меѓутоа и говорот на омраза и секако секогаш присутниот национализам. И да, потребно е да развиеме свест како граѓани за важноста во негувањето, почита и разбирањето на различностите, дека не е потребна секојдневна комуникација и размена на знаења и искуства, меѓутоа и тие сознанија да ги пренесеме на младите генерации. Веќе кога сме кај тие млади генерации за кои што светот нема граници, тогаш на сите ни е јасно дека таа едукација, тоа јакнење на свеста треба да дојде пред се од семејството, заедниците во кои што живеат и образовните институции, понатаму од граѓанското општество и медиумите, како најповикани во спроведување на тие програми за потребата од изградба на толерантно, инклузивно и мирољубиво општество, во кое што различностите ќе ги гледаме како придобивка и како благодет. Нема да ги изоставам ниту политичките партии, посебно затоа што се наоѓаме во предизборна година и затоа што наредната година во нивните изборни програми ќе се најдат наративи кои што ќе одговараат на концептот на мултикултурализмот и сите негови сегменти и дека најмногу тоа може да се промовира токму кај младата генерација, односно оние кои што за прв пат ќе бидат гласачи наредната година и кои што им се целна група секогаш и треба да да ги придобијат во своите редови, односно да не ги останат да висат како неутрални гласачи. И токму за жал можеме да помалку или повеќе во зависност од политичката структура и идеологија на одредени политички партии може да очекуваме дека тој наратив на мултикултурализмот ќе биде проткан и со национализмот и дека тоа и како има да влијае на тоа каква изборна година ќе имаме, односно какви избори можеме да очекуваме. Јас сум од Куманово и мене ми е многу жал што мојот, барем би требало да биде мој градоначалник, Максим Димитриевски си замина со зборовите ова е срамота. И сега не знам на што мислеше, дали е срамота неговото заменување или она што професорката Чупеска го употреби во незиното излагање. Меѓутоа да беше тука, а се надевам дека не следи, ќе му порачам едно нешто, значи мултикултурализмот. Точно е, Куманово е мултикултурно општество, има многу заедници, има многу култури и тоа е така со години, со векови. Меѓутоа, мултикултурализмот не се гради преку културни настани, не се гради преку спортски активности, не се покажува преку говори и преку број на вработени од една или друга во општината или во било која институција, број на вработени од една или друга етничка заедница, во тоа дали ќе се направи некој настан што е поврзан со ифтарот или е поврзан со Великден, туку тој мултикултурализам кога ќе се влезе во една општина, во една заедница треба да се чувствува. А во моментот, ако влезете во Куманово, можете да се чувствувате како што една недела се чувствувате со времето кое што не следи со дождови и облаци. Затоа сметам дека градоначалникот можеби би требало да се симне малку меѓу граѓаните и да ги праша зошто не може да се и покрај инклузивното образование, и покрај едукацијата, и покрај програмите не може да се изгради тој соживот, нели, за кој што сите ние зборуваме. Значи, во каде е проблемот, па тогаш да го бара решението. Повикување на групи за сплотување
и користење на некои такви наративи не е начин на кој што може да се изгради едно мултикултурно општество. Во тој контекст, бидејќи зборуваме за политичките партии и изборите и како тоа понатаму ќе се рефлектира на национално или на локално ниво, Цивил во рамки на проектот им понуди на општините да го покажат нивниот начин на размислување и на делување во однос на мултикултурализмот. Беше пратено до сите општини во нашата држава, одговорија 2 општини, Македонски Брод и Штип. И она што можете да го забележите, дека тие мултикултурализмот на локално ниво го врзуваат верски, паралелно со тоа етнички, или го врзуваат стрикно и единствено преку образованието, односно инклузивното образование, како најлесен начин за нешто да се види дека тие работат на полето на мултикултурализмот.